Во милениумскиот град кој секогаш знаел ширум да ги отвори портите за сите оние кои што сакаат веста за Христовото воскресение да ја дочекаат тука, има живост. На Охрид му се восхитуваат бројни туристи од соседството, како и странци, кои знаат да ги впијат убавините на тивкиот спокоен Охрид. Великден е велат празник на радоста и среќата, а градот буди продуховени чувства. Па Охрид е незаменливо место за дочек на великденските празници. Се знае дека е навистина македонскиот Ерусалим и со фамилијата да ги дочекаме најубавите празници во годината за нас македонците. We are from Toronto, Ontario, Canada. Јас сум од Канада и прв пат сум тука. Градот ме освои толку многу што едноставно не сакам да си одам дома. Вечерва како што е ред ќе одиме во црква, но претходно ќе си купам охридски бисери. Здраво из Крагуевца. Дојдов од Крагуевац со мама и баба. Многу е убаво овде. Денес е голема сабота, а вечер ќе одиме во црква да го дочекаме воскресението Христово. Охрид на кој традиционално му се воодушевуваат туристи од начинот на кој македонскиот народ го прославува најголемиот христијански празник, годинава е целосно исполнет. Гостите уживаат во прошетки по езерото до целото крајбрежје од Канео до Свети Наум. Ние овдека воглавно ми нудиме овие кратки релации, значи стариот дел на градот, Титовата резиденција и назад. А има интересирање и за Свети Наум, како една од атрактивните туристички дестинации. Јас им кажувам дека Охрид има многу историја и некои значајни работи им ги покажувам. Ги прашавме нашите сограѓани дали великденската трпеза оваа година ќе биде богата. Инаку денес сите патишта водат кон верските храмови, каде верниците од раните утрински часови доаѓаат да запалат свеќа. За здравје, за спасение, за доброто на сите, за семејството, за народов наш. Запаливме свеќа за здрави, за благосостојба, за напредок во фамилијата, во семејството и мир да има насекаде. Како го прославувате дома? Богата трпеза или скромно, но битно е да се одбележи? Да се одбележи во рамките на можностите, да има традиционално црвено јајце, великденско како што доликува јагне и така. Најубав христијански празник, здравје, среќа, берекет. Иако не сум охријанка, како македонци, дома со семејството, црвено јајце, пристојна трпеза. Звоната пелите на црковните великодостојници дека треба подлабоко и подуховно да се празнува најголемиот празник во православието. Тука мора да бидеме малци самокритични, ние како свештеници мора да се отвори кон луѓето. Од друга страна сме отворени, тука сме, малце повеќе и ние да се вложиме, но малце повеќе и народот да се отвори, да посака, да дојде. Камбаната не е случајно измислена во црквата, туку кога таа бие, значи нешто се случува во црквата. Украсен, градот живее во духот на големиот христијански празник Великден. Гостите вечерва во бројните храмови ќе исчекуваат свештените лица да ја соопштат радосната вест за воскресението Христово.